časta i srećeta što mi se dade mene na imena partijata da budem tuka među vas. I would really like to thank the United Macedonian Diaspora for this award that I was given, and I also wanted to thank for the award from all these Macedonians here, that from what I can see are really great Macedonians in their heart. Би сакал, колку можем така накратко, да ви раскажеме како се разви работата со нас македонците што останавме во Грција и како таа државата грчка ни се однеси нам веќе скоро еден век и како се однеси исто така и многу голем дел од вас кои сте тука, како што дознав, како што видов, многу сте егејци, така наречени егејци, така не? Shortly, I want to talk about Greece and the politics of Greece in the last 100 years, especially because I can see that a lot of you Macedonians here from the Aegean part of Macedonia. Грција негира од почетокот на 20 век, да не кажам порано, преку патриаршијата, преку црквата, процесот на асимилација кој почна многу порано, али почнувајќи од крајот на Балканските војни, кога веќе Македонија се дели на три и нешто дела, и еден најголемиот дел припаѓа на Грција. I would like to talk about Greece, who from its very origins is against the existence of Macedonia, not only on from the 20th century, but even before, concerning the division of Macedonia and after the Balkan Wars, when Macedonia was divided into three parts and the largest part went into Greece. Уште тогаш на почетокот, значи од присвојувањето на новите земји, како што уште денес тој термин се користи од страна на патријаршата од Цариград, тогаш грчкиот политички систем, грчкиот национализам, може би уште немаше видено навистина која е димензијата на присуството на македонците и како се има развиено чувството на македонците, како тлее тоа чувство внатре во кај македонците. И тогаш веќе за прв пат се соочува со вистинската опасност на присуството на силата на македонска во веќе создадените нови грчки граници. The Greeks were not aware of the feelings that were harboring in our heart, and maybe they were not aware of the power that we are harboring against the oppression that has been done, especially in regards to the Tsarigrad Patriarchate. Така да, сериозно грчката политика, грчката држава почнува да го креира, да го развива процесот на асимилација од моментот кога првиот консенсус, првиот попис на населението, кој се врши на 1920 година, кога резултатите од пописот стигат во Атина на обработка во Министерството за внатрешни работи, тогаш стануват свесни дека нацијата, етникумот, националноста македонска постои и таа се декларира внатре во тие пописните листови. Maybe Greece was not aware, but they actually became aware of the fact that after the first census that was done in 1920, and the results went to Athens in the Interior Ministry, they became aware of how many people declared themselves as Macedonians. Тогаш обврзана Грција према договорите и притисоците што ги имаше пред тогашните Обединети нации,
Во описните листови имаше прашалник и за јазичната и националната припадност на населението во Грција. Него има сватено, изгледа многу сериозно тоа нешто и не му се веруваше дека тамо во северна веќе Грција, во Македонија, ќе се јават тие кои се плашеше Грција, тоа население македонското, верувајќи дека веќе тој процес некако заврши и нема тоа да им смета. Но видоа дека веројатно многу илјадници луѓе беа декларирани како македонци. Тогаш во 1920 година. Under the pressure from the United Nations on the census, people were actually free to express their language and their nationality. But somehow Greece was not aware and somehow not afraid, thinking that that process has ended and they shouldn't be afraid of these people that would declare themselves as Macedonians. Тогаш во една со еден конспиративен акт, веднаш сите тие документи од пописот исчезна. Исчезна, никогаш не беа објавени во однос со северните, новите земји, и тоа остана една тајна допред некое време, кога наши луѓе од движењето пронајдоа примероци од таквите пописни листи од централна Грција, од Тесалија, од Трикала, Кардица, каде што сигурно тамо не е Македонија, и затоа и тие листове не се изгорија, не се искина. Но во листовите постоеше прашалникот за јазик и се гледа тамо на грчки и на француски македоники, глоса, Macedonua, like Macedonua. But there was a big conspiracy and all of those materials somehow disappeared. About these new northern states, as they would call, and they were kept secret for many years, and somehow some people from our organization found some of these papers in Thessalia, although we know that Thessalia is not a Macedonian part, but it was clearly can be seen on those lists that are written in Greek and French. There is a certain column that says Macedonia. Тамо изгледа тоа време, имаше некои внатрешни раздвижување на работници, сезонски работници, или кој знае што, и тамо се декларирани луѓе кои пишуваат дека својот мајчин јазик е македонски. Значи, тука пропаѓа целата таа пропаганда на грчкиот национализам, дека тој македонскиот јазик, македонската нација не постоеше, тоа е некое створење на Титовска Југославија и така натаму. Apparently, these were some seasonal workers who expressed their feelings that they're Macedonians, and all of a sudden the theory that Macedonia does not exist, that the language does not exist, that Tito created that nation fall apart.